И денеска надвор од студиото на Урбаните вести ве информираме за сервисните информации, градските и културните случувања во Скопје. Новиот автопат Миладиновци-Штип денеска е пуштен во употреба. Инвестицијата во автопатската делница долга 47 километри изнесува над 200 милиони евра. Со новото автопатско решение, времето за патување од Скопје до Штип се намалува за половина час. Од Министерството за транспорт и врски апелираа до корисниците да се почитува поставената хоризонтална и вертикална сигнализација. Автопатот е широк 27,4 метри. Има 4 ленти од по 3,75 метри и 2 ленти за застанување од 2,5 метри. Проектираната брзина е 130 км на час. Подлжината на автопатот има 7 клучки. Делницата почнува после клучката Миладиновци, која има 9 нови крака. Долга е 1,5 км и се спојува со коридорите 8 и 10. Последната клучка на автопатот е 3 чешми, каде ќе има спојување со новиот експресен пат во изградба Штип-Кочани. Продолжуваме понатаму со урбаните случувања. Македонското здружение за цервикална патологија и колпоскопија при Македонското лекарско друштво е домаќин на хуманитарната иницијатива Right for Women, преку која докторите и научниците од Европското здружение за гинеколошка онкологија сакаат да го свртат вниманието кон превенцијата и раното откривање на рак на грлото на матката. Во рамки на оваа иницијатива 22 доктори со својата велосипедска тура во градовите од 8 европски држави: Атина, Скопје, Тирана, Подгорица, Сараево, Бања Лука, Загреб, Марибор и Грац на пригодни јавни настани заедно со своите домаќини имаат за цел да ја подигнат свеста за превентивни мерки кои им стојат на располагање на жените во центрите за рак. Африканската дива Фатумата Дијавара вечерва во Националната опера и балет одржува концерт во рамки на 18-тото издание на Офест, што ќе се одржува до 8 јуни. Дијавара се појави на сцената во 2011 година, а во последниве години се етаблираше како една од водечките женски гласноговорнички на новата африканска творечка генерација. По Стинг, Лени Кравец и Ерос Рамазоти. Во Скопје доаѓа и еден од најголемите мејнстрим артисти на светот на сите времења. Човекот со безброј хитови Брајан Адамс. На 13 ноември во Скопје првпат во живо ќе се слушнат безвременските хитови на Брајан Адамс, кој доаѓа во Скопје во рамки на големата светска турнеја Shine a Light, наречена по истоимениот нов албум, со која настапува во најголемите концертни арени ширум светот. Влезниците за концертот, што ќе се одржи во VIP арената, ќе бидат пуштени во продажба од понеделник 10 јуни. Македонскиот центар за интернационалниот театарски институт и Дескиот театарски центар денеска организираат јавна дебата за воведување креативен предмет, задолжителен или изборен, во основните и средни училишта во нашата држава за изучување на методите, техниките, стиловите и школите на светскиот и домашен куклен театар. Што се однесува до временската прогноза, денеска имавме променливо облачно и нестабилно време, попладне нестабилно со пороен дожд и грмежи. За утре метеоролозите најавуваат дека ќе има изолирана појава на краткотраен дожд со ретки грмежи. В петок и за време на викендот се очекува стабилно, суво и топло време со значителен пораст на температурата. За утре, од ЕВА на Македонија известуваат дека се планирани технички зафати во дистрибутивната електромрежа во Скопје и без електрична енергија ќе останат во период од 9 до 15 часот корисниците од Волково во општина Ѓорче Петров. Во време од 9 до 12 часот корисниците напојувани од фарма Дрисла, пат за Дрисла, депонија Дрисла, Ролоков, општина Студеничани. Во време од 8 до 15:30 часот корисниците од пумпа за вода Визбегово, булевар Босна и Херцеговина и поранешна општина Бутал. Во време од 8 до 14 часот корисниците од дел од улицата Гаврил Радомир во близина на градинката и број 3 во општина Аеродром.